Браќи и сестри, баш ме е мило што повторно сме заедно. Пред неколку саботи, или не знам, подолго може би беше, Драгослав имаше тука проповед, така да пак се дружевме. И се подсетуваме на некои убави спомени од порано, кога беме сите заедно, нели? Денешниот семинар е за родители. Сушност, темата која што беше е како да го сакаш својот тинејџер. Меѓутоа, тие, да речеме, начини како да се сака својот тинејџер се всушност како да го сакаш и своето дете. Затоа што прво имаме мали деца, па потоа растат и така натаму поминуваат во тинејџерство. Гледам тука дека има родители, можеби нашите деца се веќе на некои од нас се поголеми, можеби се дури и тие самите родители. Така да, меѓутоа оваа тема за родителството е трансгенерацијска, значи постојано е потребна, така. Затоа што прво сме деца, па стануваме родители, па нашите деца стануваат родители и така натаму. Значи ова е нешто кое што е навистина потребно за секој од нас. Ако не другото, како што кажа Тоше, преку ова нешто можеме да видиме па каков е нашиот однос кон Бог и како тој нас не сака. Насловот е, нали, можеш ли вистински да го сакаш својот тинејџер? Зошто е тешко да го сакаме некој кој што е тежок за сакање? Сте пробали да сакате личност која што е тешка за сакање? Има еден израз, значи вика тој човек, еве без разлика, не мора да е тинејџер. За некого вика тој човек е многу тежок, тежок за сакање. Ете, сите замислите на таква личност што е тешка за сакање, а ние треба да ја сакаме. Посебно тинејџерите се деца кои што се тешки за сакање, затоа што се во еден период кога мислат дека се знаат, дека родителите не им се потребни, дека сами ќе го осознаат светот и така натаму. Тоа целото многу делува на нас родителите. Сигурно. Може вие што веќе ви се големи возрастни деца да ќе се подсетите на тој период каков бил. Што се случува тогаш? Тинејџерството е период од 14 до 20 години. И тогаш децата се најмногу подложни на злоупотреба на дрога, значи малолетничка деликвенција, забременување во тие тинејџерски години, сексуално преносливи болести и сето ова делува на нив и може да предизвика чувство на очај, на депресија и како што е познато, голем број од самоубиства се случуваат токму во овој период, токму во овој возрастен период. Зошто е тоа така и што не е во ред? Што се случува? Сега, нели сите ќе мислите дека ќе кажам основниот проблем е во децата. Ама не е. Основниот проблем е во нас, родителите. Ние имаме преголеми очекувања од нашите деца и често сакаме да ги ставиме во рамки во кои што ние сме ги замислили дека треба тие да бидат. Значи, често родителите имаат погрешна представа за таа возраст и за тоа што може да очекува од тие млади луѓе. Не дека родителите не ги сакаат своите деца. Значи, не, тие секако ги сакаат, но не знаат на кој начин да им ја покажат таа љубов за да можат децата да ја разберат дека навистина се сакани. Ајде да видиме кои се тинејџерите. Значи, тие се уште деца во еден поминлив период. Не се возрастни млади луѓе. Ние често очекуваме многу од нив затоа што мислиме дека се веќе возрастни луѓе, млади. Нивните потреби се слични како и на децата. Посебно емоционалните потреби се уште детски. Значи, тоа значи дека имат потреба од родител кој што ќе ги води, кој што ќе ги прифати и ќе ги сака. Значи, имаат потреба се уште некој да се грижи за нив. И потреба да видат дека на некого му е грижа за нив.
Иако родителите многу ги сакаат своите деца, прават некои работи и на тој начин не можат вистински да им ја покажат својата љубов. Значи, се однесуваат како кон возрастни млади личности. Едно од во мојата работа, со која што работам, почесто работам со тинејџери, едно од најчестите проблеми, да речеме, за кој што тинејџерите се чувствуваат очајно и тешко и анксиозно и така натаму, е дека многу често добиваат критики. Многу често се критикувани од страна на родителите. Што значи дека почесто ги критикуваат отколку што ги фалат за нивните достигнувања, за нешто што ќе направат. Затоа што мислат дека е нормално да го прават секогаш доброто. Во денешниот свет, оваа тинејџерска популација обично се доживува како една равнодушна генерација. Нели така не се чинат? Обично се тие кои што се цело време на своите телефони, не покажуваат многу некакви чувства, си живеат во својот свет и не се чине дека се некоја равнодушна генерација, како да немат ниту чувства, ниту надворешно, така ги доживуваме ние тинејџерите. Но, таа равнодушност е само горе на површината. Под равнодушноста се кријат гнев, тие се често, младите личности се многу гневни, а и многу збунети, затоа што сепак не се дораснати за предизвиците со кои што се соочуваат. Најчесто чувствуваат дека никој не може да ги разбере и дека на никому не му е грижа за нив. Значи се чувствуваат безвредно, беззначајно, имаат многу малку самодоверба и повеќето работи ги гледаат во негативно светло. Доколку постојано се критикувани и доколку повеќето работи тие ги гледаат во негативно светло, почнуваат да се доживуваат самите себе негативно. Кои се овие последиците од таквиот начин на доживување на себе си? Ова равнодушност може да води до депресија и револт кон личностите од авторитет. Значи, прво се тоа родителите, личности од авторитет, меѓутоа имаат револт и кон професорите, кон сите личности што се над нив и ги доживуваат како непријатели, нели? И дека тоа се тие кои што сакаат да им го упропастат тоа во кој што тие многу уживаат. Ете, таква некоја слика имаат младите тинејџери за луѓето кои што се од авторитет. Што се случува? Доколку премногу се критикувани од страна на своите родители, може да станат жртва на бескруполозни луѓе, кои што може да ги искористат за исполнување на своите цели. Затоа што имат тие потреба од некој да ги води и така натаму, меѓутоа не сакат тоа да бидат нивните родители, затоа што тие често многу ги критикуваат и тие наоѓаат може да поминат во некои друштва каде што има луѓе кои што исто така не покажуваат, се против авторитетот, меѓутоа како дека демек нив ги прифаќаат. Нели? И они се спремни да бидат во друштво со тие луѓе и тие луѓе можат да ги искористат, нели, за нивни цели. И ова е сериозно за сите луѓе, затоа што потоа ако тинејџерите не го надминат, да кажеме, овој проблем, во иднина кога ќе станат возрастни, ќе бидат закана, да кажеме, и за општеството. Затоа што нема да почитуваат никаков авторитет. Луѓето кои што не почитуваат авторитет, многу потешко го почитуваат и Бог. Значи, ако не научиме да почитуваме авторитети, кои што не сакаат такви авторитети, многу тешко ќе го прифатиме и Бог и ќе имаме поинаква слика и за него. Сега да видиме, ова беа отприлика така тие некои проблематични работи со кои што се среќаваат тинејџерите. Меѓутоа сега да видиме како ние како родители да го сакаме својот тинејџер или своето дете, значи затоа што можеби некои имат помали тука деца, и како да го подготвиме да биде добар член во општеството. Кои се најважните постулати?
Прво и најосновно, тоа го кажува и сестра Елена Вајт, меѓутоа тоа го кажуваат и современата психологија, дека тоа е домот. Првото и најосновното место каде што можеме да работиме со своите деца е домот. Вториот постулат е безусловна љубов. Ова е многу тешко. Безусловна љубов. Третото е насочено внимание, ќе разговараме нешто и за тоа, и четвртото е гледање во очи, значи воспоставување во добар контакт и физички допир. Прво да се вратиме на родителскиот дом. Првата одговорност на родителот е да овозможи детето да расте во еден среќен дом полн со љубов. Најважниот однос или релација во домот не е прво односот помеѓу родителот и детето, туку најважниот однос е помеѓу сопружниците. Токму од тој однос многу ќе зависи што ќе му пренесеме и што детето ќе впие и подоцна тинејџерот. Колку тој ќе биде сигурен во себе, многу зависи од квалитетот на односите помеѓу сопружниците. Значи, ако овој однос е добар, исполнет со безусловна љубов, прифаќање и така натаму, опростување и сето тоа, овој однос ќе биде основа да се развие добар однос со детето. Значи, доколку, или обратно, доколку дома постојано има кавги, расправи, несогласување и така натаму, нормално е дека кај детето нема да можеме да воспоставиме добар однос со самото дете. Како може да имаме таков добар однос мажот и жената? Значи, потребно е да се подобри комуникацијата помеѓу сопружниците. Како? Што се случува кога е добро, се оде лесно. Меѓутоа, кога ќе настанат проблеми, децата растат и така натаму, настануваат проблеми во односот помеѓу родителите. Потребно е ние едни со други да си ги искажуваме своите чувства и како се чувствуваме. Значи, кога доаѓа криза, а во секој брак или во секое семејство доаѓа криза, исходот од тоа дали ќе поминеме добро во таа криза или ќе се распадне нашиот брак, многу зависи од тоа колку сме поврзани едни со други и колку можеме да кажеме дека некогаш навистина не е лошо, значи да не прикриваме и да не ставаме се под тепих дека е се добро, се е окей. И на тој начин, ако ги издржиме проблемите, ќе станеме подобри сопружници. Ако своите брачни обврски ги сватиме како доживотно предавање, значи нешто од што нема бегање, тука сме се врзали дека ќе бидеме заедно, доколку така тоа го сватиме, ќе бидеме многу посилни во љубовта, во благодарноста и во почитувањето едни со други. Едноставно мораме да живееме и да мислиме како да не постои друга опција освен да направиме нешто овој наш брак да профункционира. Треба да направиме и може да направиме нешто. И тоа е работа, и тоа е тешка работа. Значи не доаѓа така само од себе, тоа е тешка работа на која што треба да се насочиме и бара предавање на тоа нешто. И ова е интересно што и така започнуваат денешните бракови, дека ќе се обидиме, а ако не успееме, ќе се разделиме. А ако тргнеме со таа мисла, сигурно дека резултатот нема да биде поволен, или пак може да останеме во брак, но бракот никогаш нема да го постигне својот максимум, или убавината, или идеалноста. Затоа што ако биде добро, ако не биде, па нели, ќе се разделиме. Друго што представува проблем, се уште сме во домот. Секој кој што е член на семејството има посебна улога. Значи имаме улога на мајка, улога на сопруга, родителот, таткото е улога на сопружник и улога на татко и така натаму, а детето си има своја улога на дете. Што се случува? Понекогаш во самохранните семејства, почесто таму, се случува да
родителите или родителот очекува детето да им ги задоволи нивните емоционални потреби. Што значи, кога има некакви проблеми или кога му е тешко или така натаму, оди и своето дете. И малку детето е, мислам, на таа возраст, е малце збркано сега. Тој очекува од родителите тие да бидат тука за него, а всушност тие се многу емоционално лабилни и одат кај своето дете. Значи, мораме да ја одржиме нашата позиција како татко или нашата позиција како мајка во семејството. Често се води дебата околу тоа дали треба родителот да се однесува како пријател, да има пријателски однос или треба да има однос како родител со своето дете. Се прави грешка кога се мисли дека можеби јас подобро ќе го разберам кога ќе бидам на исто ниво како неговите другари или неговите пријатели, ќе се спуштам на нивно ниво и ќе бидам така, ќе му биде подобро на детето и подобро јас ќе го разберам. Добро е понекогаш да бидеме како на ниво на пријател. Посебно кога правиме некоја забава, кога сакаме нешто заедно да направиме, се дружиме и така се опуштаме. Меѓутоа, тоа не значи дека постојано нашиот однос треба да биде како другари. Ние не сме другари. Детето си има своји другари, ама јас сум мајка, а таткото е татко. Значи, не може да бидеме, да си ги заменуваме улогите. Секој има своја улога и треба да се држиме до тие улоги. Затоа што на децата им е потребен родител со авторитет. Родител кој што ќе ги насочува. Ако се сеќавате, на почетокот кажав дека иако си тинејџери, тие се уште имаат емоционални потреби како децата. Тие се уште деца и имаат потреба од таков родител. Доколку не го добијат тоа, тие ќе се чувствуваат несигурни и ќе развијат лош примерок или лош образец на однесување. Исто така, значи, не треба тоа што го кажав да се однесуваме како кон советодавци, како рамо за плачење или како кон колеги. Интересно е тоа што понекогаш, нели, тие сакаат да кажат дека нешто знаат. Потребно е некогаш да прашаме, а како ти мислиш за ова? Знаеш, треба. И тоа е некоја нова идеја, некоја нова мисла ќе ни каже и може стварно да ни помогне. Значи, понекогаш добро е да така да прашаме. Меѓутоа, тоа е понекогаш. Нашата емоционална стабилност не смее никако да зависи од нив. Туку ние треба да бидеме постојано цврсти и стабилни. Океј, толку околу домот. Значи, имаше тука неколку работи, да не ги заменуваме улогите, да си останеме да си улога на мајка, улога на татко, да подобриме комуникацијата помеѓу сопружниците во домот и да сме ние тие кои што ќе бидат родител со авторитет, а понекогаш ќе примат како некој совет од страна на своето дете. Толку околу домот. Втората тема или начин како да ги сакаме нашите деца е безусловна љубов. Кога ќе кажам безусловна љубов, на што најчесто тоа вака прво, на што ве асоцира? На Божјата љубов. И токму ова нешто ние можеме да го имаме или можеме да го немаме. Значи, ако ја имаме Божјата љубов, во нас ќе можеме да ја дадеме на нашите деца. Ако ја немаме, може многу книги да прочитаме, ама тоа нема да биде практично и нема да може децата нашите да им биде добро. Значи, основен темел за здрав однос со тинејџерот или со детето е безусловна љубов. Доколку го сакаме детето без никакви услови, тогаш можеме да го заштитиме од чувство на вина, страв, повреденост и така натаму, затоа што без овој темел не е можно да го сватиме својот тинејџер и нема да знаеме што да направиме со неговото однесување. Што е безусловна љубов? Кога го сакате своето дете без оглед на се. Без оглед на неговиот физички изглед, понекогаш они може да изгледат многу поинако од тоа што ние сакаме да изгледат. Согласувате во тој период. Без оглед на неговиот талент, значи не треба да го сакаме детето заради талентот. Ние треба да си го сакаме за тоа што е наше.
или пак заради можностите и недостатоците, без оглед на тоа како се однесува. Ова не значи дека секогаш ние ќе бидеме среќни со тоа они како прават и што се однесуваат. Безусловната љубов, нели како што кажавме, а споредуваме со Божјата и таа е идеална љубов. И ние не можеме секогаш да ја даваме, затоа што тоа е идеал. Ние тука на земјата не можеме да постигнеме некаков 100% идеал, но барем да се приближиме кон тој идеал. Што сме поблиско до тој стандард, ќе бидеме позадоволни и сигурни дека нашиот тинеџер ќе се чувствува попријатно и позадоволно. Меѓутоа, ние имаме сега тинеџери, имаме 3 ќерки, сите 3 се тинеџери. Тошо и Калина имат тинеџер. Не знам, другите имаат помали деца. Вие сите претходно сте имале тука тинеџери. И може да се подсетите дека не е лесно да се сакат. И дека е комплицирано, и дека е тешко, и дека е многу захтевно, и дека често не знаеме како да постапиме. Но, сакам да ве охрабрам сите, дека тинеџерите се деца и интересно дека обично се однесуваат така, се однесуваат како тинеџери. Не можеме да очекуваме да се однесуваат како возрастни. Треба да знаеме дека однесувањето на тинеџерите обично е непријатно. И друга работа, ако го сакаме својот тинеџер само тогаш кога ни удоволува, значи тоа е условна љубов, тој нема да се чувствува искрено сакан. Ќе се чувствува несигурно и ќе има лоша слика за себе. И во иднина можеби ќе се спречи да се развие некое зрело однесување. Доколку безусловно го сакаме, тој ќе има добра слика за себе, ќе биде задоволен од себе и ќе му помогне, нели, да порасне во една стабилна возрастна личност. Доколку пак го сакаме, само кога ги исполнува нашите барања и очекувања, тој ќе се чувствува неспособен. Ќе мисли дека нема смисла да дава се од себе, затоа што стварно прави се и никогаш не е доволно. И се нешто, и тогаш ќе помисли дека нешто не е доволно добар он и ќе се развие слика дека нема да има повеќе самодоверба. Значи, од ова можеме да заклучиме дека целосниот развој на тинеџерите во многу зависи од родителите. Посебно од овој библиски темел на безусловна љубов. Дали ме сакаш? Ова е прашање за кое што вашиот тинеџер почесто размислува, ама нема никогаш да те праша. А си мисле, дали мојот родител мене ме сака ваков како што сум. Меѓутоа, со зборови нема да го постави, туку го поставува со своето однесување и одговорот назад го добива со начинот како ние се однесуваме кон него. Значи, многу е битно тоа што одговорот на ова прашање многу одредува каков ќе биде ставот на нашето дете во животот. Многу мал број на родители одговараат потврдно на ова, иако голем број ги сакаат децата. Голем број ги сакаат, меѓутоа многу малку тоа знаат да им го покажат и многу малку потврдно одговараат на ова прашање. Зошто е тоа така? Тие се почесто насочени на разговор, вербално, а тинеџерите се исто како и малите деца и тие се повеќе насочени на однесувањето. Гледат како ние се однесуваме кон нив. Например, ние возрастните поинако постапуваме. Кога сопругот, например, заминува некое патување и одсутен е една недела од дома и само едноставно и се јавува на сопругата и кажува тука се окей, јас те сакам, чао, пријатно и толку. И они се разбираат и тоа е доволно. А што се случува ако ние му се јавиме на нашиот тинеџер? Ало, јас те се јавив само да ти кажам дека те сакам. Ајде, мамо, кажи што имаш, зошто ми се јавуваш? Значи, не размислува на ист начин како што размислуват возрастните. Повеќе е насочен кон однесувањето отколку на искажувањето со зборови. Добро е и многу е убаво понекогаш, значи, да го слушне тоа нешто те сака од страна
родителот, ама понекогаш тоа не е доволно. Потребно е нашите дела да му го покажат тоа. Ова најмногу се постигнува преку насочено внимание, за кое што ќе разговараме малце покасно. Овој дел е, како можам да кажам, најважниот дел од ова предавање. Секој тинеџер, односно секое дете на таа возраст, има свое емоционално складиште. Или магацин, значи каде што ги собира своите емоции. Како тоа функционира? Значи, тинеџерот има одредени емоционални потреби, а нивното задоволување по пат на љубов, разбирање, дисциплина и така натаму ја одредува како тој ќе се чувствува, дали ќе биде луд, депресивен и така натаму. Колку е тоа полно, неговото емоционално складиште, тоа ќе влие на тоа дали тој ќе биде послушен, дали постојано нешто ќе му фале, дали ќе биде повлечен и така натаму. Од тинеџерот, иако сите сакаме, меѓутоа можеме да очекуваме да даде се од себе, само кога тоа негово емоционално складиште или неговиот емоционален магацин ќе биде полн. Сега, вие како родители ја имате таа должност или обврска да го одржувате складот полн. Ова е важно. Како можеме да го одржиме неговото емоционално складиште полно? Преку одржување на неговите потреби за љубов, разбирање и дисциплина. Немој да мислите дека е доволно само љубовта. Доволна е, ама не. Потребно е уште нешто. Потребно е родителот да покажува и дисциплина. Значи, љубов, разбирање и дисциплина. Пред некој ден баш гледавме некој филм кој што испадна дека е многу поучен за тоа колку е важно да ги почитуваме правилата. Колку Бог, кој што нас нели многу не сака, дали одредени правила по кои што треба да живееме затоа што не сака. Накратко, филмот беше за една полицајка, детективка, да кажеме, која што сакаше многу да помогне во разрешување на еден случај, затоа што девојки исчезнува и така натаму и некои беа убивани и она сакаше многу да помогне во тој случај да се реше. Меѓутоа, направи нешто лошо и беше одземена значката, значи и пиштол и сето тоа и го одземја. И она сепак и рекла и беше кажано да не продолжува со истрагата. Ама таа, значи понекогаш имаме добри намери, меѓутоа треба да се држиме до правилата. Таа сепак отиде со нејзиниот колега, кој што беше млад детектив, и заедно почнаа да го решават случајот. И решавајќи го така, значи открија кој бил тој виновникот во какво комбе, како ги крадел, значи, децата. И најдоа 10 слични комбини, отиде од врата на врата за да го најдат кој е вистинскиот злосторник. Меѓутоа, таа беше без пиштол и без значка, затоа што беше одземено. А имаше млад колега со неја кој што не беше толку обучен. И беше многу добар и многу сакаше да го реше случајот и налетаа во куќата на тој злосторникот кој што киднапира млади девојки баш исто вака. И веќе кога сватија дека тој е тој, меѓутоа, она немаше пиштол, овој другиот зема пиштол и го уби колегата нејзин. Значи, иако се реши ситуацијата, меѓутоа она немаше пиштол, не можеше да реагира и на тој начин, со нејзиното непочитување на правилата, го загрози животот на колегата. И сега, што правиме ние? Значи, кога имаме одредени правила, ние мора да ги почитуваме. И тоа е токму од љубов. Затоа што го сакаме другиот. Што значи дека ние на децата треба да им покажуваме безусловна љубов, меѓутоа со одредени граници кои што ги кажал Бог. Ако навистина ги сакаме, ако не сакаме некој да загине, значи не само за овој, туку за вечниот живот. Сега да се вратиме на тинеџерите, дека треба да ги замислиме како едно огледало. Значи, тие во глобала ја одразуваат љубовта, но не ја пружаат први. Значи, ако не ја добијат од нас, тие не знаат да ја вратат. Значи, тие треба од некој да гледат, па после тоа да ја вратат љубовта. Значи, безусловната љубов ја враќат безусловно, а условната ја враќат условно.
Хајде сега да видиме ова емоционалното складиште, како се полни, зошто се празни, што е неопходно. Кажав дека тинеџерите и 2-годишните деца се многу слични. И затоа примерот ќе биде со мало, со 2-годишно дете, затоа што тука некои од нас имат, значи, и помали деца. Како малото дете чувствува дека мајка му го сака и има сила да биде независно и да ја истражува околината и тоа што околу него. Пример, мајката е со своето дете, 2-годишно, и го држа за рака и оде на родителски состанок, например во градинка некаден, каде што детето исто оде редовно. Тој на почетокот ја држи мајката за рака и така на тој начин од таму црпе емоционална, осеќа мајката, раката и емоционална сигурност и подршка тука има. Кога ќе се наполни со сигурност, ја испушта раката, нели, на мајката и почнува да истражува. Сега, оди само до таму, до каде што може да ја виде мајката. Понатаму, сепак се плаши и пак се враќа кај својата мајка. Повторно ќе ја побара мајката, нејзиниот поглед, допирот за рака и така натаму. И кога ќе дојде, пак ќе се наполни со сигурност и ќе продолжи пак да истражува, нели, ќе ја испушта раката, сега можеби да отиде и подалеку некаден, па дури може и со некој да почне да разговара, нешто да каже. Зошто? Затоа што претходно добила сигурност од својата мајка. Значи, тоа е образецот. Децата мора постојано, повторно и повторно да може да се вратат кај нас, ние да ги исполниме со љубов и прифаќање, за да можат понатаму да продолжат во животот. Сега, разликата од тинејџерот и овие 2-годишните деца е во тоа што тинејџерот има друг начин како ја истражува својата независност. Не е како малото дете, нели? Кога е мало е полесно. Понекогаш, начинот како тоа ја истражува независноста, кај нас родителите многу не луте и не вознемирува. Што се случува? Праве некои работи сам, излегува до доцна во ноќта, крше правила кои што ние ги поставуваме, може да се случи да направи и уште полоши и полоши, да не набројувам работи, кои што нас секако не ни се допаѓаат. А оно на тој начин ја го истражува светот и своето место во светот. И кога ќе се веќе испразни неговото емоционално складиште, тој повторно се враќа кај своите родители, исто како што беше со малото дете. Меѓутоа, што можеме ние да направиме? Или што често правиме и не му возможуваме на децата да се враќат кај нас? Кога ќе дојде детето кај нас и ќе ни каже некои работи, или кога ќе се врате од доцна излегување, ние сме многу нервозни, така? Кој од нас ќе рече, добро сине, добро што дојде, добро дојде пак да одиш вака, така? Така постапуваме ли? Него, што правиме? Каде, значи, толку се променуваме, толку стануваме емоционално нестабилни, толку викаме, некогаш може и да го удриме, а она е веќе во период на тинејџерство, што предизвикува кај детето да друг пат, кога ќе има некоја потреба, веќе никогаш не се врате кај нас. Каде ќе отиде ако не се врате кај нас? Што мислите? Да, ќе отиде кај другарите, ќе отиде кај некои други, сега кај нас, можеби тука во помалите места не толку многу, меѓутоа во поголемите места има доста религиозни култови, разни здруженија кои се како така многу отворени да ги прифатат. Како и да е, ние треба да знаеме една работа. Прво, дека ова не значи дека ние треба секогаш да го одобруваме однесувањето на нашите тинејџери, на нашите деца. Со убави зборови треба да му кажеме дека ние не се согласуваме со ваквиот начин на твоето однесување. Меѓутоа, не значи дека треба да викаме, да го вреđаме и на друг начин да изгубиме контрола. Или пак се случува кај некои родители постојано плачат, нели, кога ќе дојде детето и сега не знаат како да му помогнат
и плачат. И ми е многу тешко. Меѓутоа, од друга страна, детето гледа некој нестабилен, како да се врате кај него и како да побара помош. Еве, например, на работа или било каде кога познавате некој човек кој што секогаш кога нешто ќе му кажете, многу бурно реагира. Значи, не можеш да се разбериш со него. Секогаш е така експлозивен и те вреѓа. И ти ќе сакаш ли повторно со тој човек да се вратиш кај него? Значи, што почесто родителите ја губат контролата во присуство на тинејџерот, тој помалку ќе ги почитува. Нема да ги почитува, значи, помалку ќе ги почитува и затоа, може би некој нареден пат, имам спремено друго предавање, како да бидеме емоционално стабилни ние родителите. Значи, морате да се контролирате без разлика како тинејџерот ја изразува потребата, како он што прави, ние мораме да се контролираме кога тој ќе дојде. Затоа што треба секогаш да ја држиме вратата отворена за да се врате, за да има каде да се врате. Океј, ова беше тоа што беше, како да кажам, најбитното од ова предавање. Може би најтешкиот дел, меѓутоа молитвата исто така многу помага за да бидеме емоционално стабилни. Другата работа, која што е практична вештина, е насочено внимание. Што треба? Во ова време, кога сите имаме премногу активности, премногу работи, наши занимања, нешто што нас не интересира и така натаму, треба да најдеме едно време кое што ќе му го посветиме само на нашето дете. Значи, ништо друго не ни е важно. Телефонот нема да ни звоне, од работа нема да не барат, не знам што. Во неделата, еднаш или два пати или како што можеме, треба да најдеме време да бидеме само со своето дете. Најчесто ова насочено внимание, значи, бара многу откажување од нашите себични потреби, од тоа што ние сакаме и да се насочиме кон него. И се случува некогаш детето да го бара тоа насочено внимание од нас, тогаш кога ние најмалку очекуваме. Мене ми се има случено така, значи секогаш порано кога Амелија беше помала и сега нешто ќе и текне дека сака да разговара со мене во 12:30 некаде ноќта кога ќе треба да се легнуваме, мамо, а знаеш што? И сега тебе ти се спие, а она тогаш сака да каже, знаеш, они тогаш така сакат. Затоа што сакат да кажат некогаш кога е подоцна, кога е покасно, затоа што да можат после тоа, ако нешто не му се допаѓа како оде темата, да брзо да се тргнат, знаеш. Да нема многу време да они сега седиме ние 2 часа и да разговараме. Нешто ти поставува како стапица, знаеш, и сега ти нема, треба да речеш да, кажи. Затоа што па многу тешко се допира до нив. И ако оно сака, треба да се искористи момент. Значи, тоа е тоа насочено внимание. Ова беше пример за ненадајно насочено внимание. Меѓутоа, понекогаш треба и да ги планираме, да го планираме тоа време со децата. Кои се придобивките од ова време или насочено внимание кон нив? Тинејџерот чувствува дека е искрено сакан, чувствува дека е вреден, дека ја оправдува вашата грижа, разбирање и така натаму и развива самодоверба. Значи, на мојот родител сум јас многу важен, најважната личност на светот, па он остава се и сака мене да ме слуша. Значи, чувствува дека тој е најважната личност во вашиот живот. Како често родителите прават грешки, не ја препознаваат ова потреба кај тинејџерите, ја занемаруваат со други работи, например, ќе му купат некој поклон, ќе му дадат пари, нешто што сака, само да се тргне, нели? За тој понатаму да се тера со неговиот живот, со неговите потреби, а детето ќе му дадеме некој скап поклон, па нека се радува на поклонот. Че ние не можеме да сватиме дека ние сме тие кои што му требат. Не дека тоа е лошо понекогаш да му се купи нешто и да му се даде, меѓутоа тоа не значи дека ние не треба да имаме време да поминуваме со нашето дете. Значи да се одредат приоритети. Како ова да го направиме? Да се одредат приоритети, да се постават цели, да се испланира време за исполнување. Ајде да видиме кои се вашите приоритети. Дали каде вашите деца се вклопуваат во нив? Дали децата ви се на прво, на второ или пак на трето место? Ова мора секој родител да го одреди и значи никој наместо вас не може да ви одреди што ви е најбитно во вашиот живот. И една работа што треба да запамтиме дека животот е навистина непредвидлив.
и дека не можеме да сметаме дека може би било кога ние сакаме, животот е многу непредвидлив. Тоа да го запамтиме кога станува збор за времето поминато со нашите деца. Они се деца или тинејџери многу кратко време и доколку се најдат ниско на нашата листа на приоритети, ќе страдаат затоа што ќе бидат занемарени. Од начинот на кој што е задоволена оваа потреба ќе зависи како тинејџерот ќе се гледа себе си и како ќе го гледа светот, но и како светот ќе го гледа него. Многу интересно. Од тоа колку ние сме посветиле внимание на детето, ќе зависи како тој ќе го гледа светот, но и како другите ќе го гледат него. Дали ќе биде вреден во очите на другите или не. Многу зависи од тоа колку ние го вреднуваме и колку време поминуваме со него. Доколку немаме време да поминуваме со него, му се зголемува и онака постојачката анксиозност која што повеќето тинејџери имат, вознемиреност и како што, значи, анксиозноста. Може да има оштетен емоционален и психолошки развој и тоа придонесува да има недостаток на зрелост и сигурност во себе, да биде повлечен, да има тешкотија во комуникацијата со врсниците, бурно да реагира со другите, да биде многу несигурен и да биде зависен од неговите врсници. Интересно е тоа што овие беа општи карактеристики кои што ги кажав, додека пак и девојчињата, некои истражувања покажува дека тие кои што не добиваат доволно внимание од таткото, може да развијат некои карактеристики, значи стануваат зборливи, манипулативни, драматизираат, а често се и заводливи и прерано созреваат. Тие кои што не добиваат, девојки не добиваат доволно внимание од страна на својот татко. Океј, а сега кои се практични чекори како да го поминеме, нели, ова насочено внимание со децата. Може да биде, например, кога го земаме од некоја активност која што има, например, и застануваме во некој ресторан, некаде било што, да малку поминеме некое време со него. Као да кажеме дека, еве, баш добро што сега сме заедно, сигурно си гладен, да е па тука, нели, да застанеме нешто да земеме и така да поминеме време со нив. Затоа што, како што децата растат, тие не сакаат да поминуваат време со своите родители. Но, ние понекогаш може и многу да сакаме да поминуваме време со нив, но тие тоа не го сакаат. Имаат како некој зид, значи имаат многу одбранбени механизми и не сакаат да поминуваат време со нас. Магичниот збор тука е време, значи треба да се стрпиме и да не се откажуваме и да почекаме да тие одбранбени механизми кои што детето ги има постепено малку се намалат. Тоа што пред малку го спомнавме, како комуницира тинејџерот, прво ќе дојде, ќе ни каже нешто, ни пушта некој мамец, некоја работа која што нас не ни се допаѓа, и сега гледа како ние ќе реагираме. И ние, што зборуваш? Нема шанси, не ти е срам, знаеш, готово. И он се повлекува и нема да дојде кај нас. Значи, пробува каква е ситуацијата. Дали ние сме тие спремни да не го критикуваме, туку да го послушаме, затоа што неговиот проблем во неговиот живот е многу голем. За нас можеби тоа е нешто мало, нешто смешно. Ама за него во тој период тоа е нешто од животна важност. И оно сака нешто што му е толку важно да ни го сподели нас. А ние можеме со нашиот критички став да ги оттргнеме од нас. Тоа го кажавме. Значи дека или често викаме, па нели ти реков дека ќе биде така? Така се наоѓаме во таа ситуација. А јас кога ти викав дека ќе биде така? И сега како оно да сподели со нас кога ние цело време го критикуваме? Што и да направи, се не е доволно добро. Уште ова нешто ќе го спомнам и при крај ќе завршуваме. Често кај тинејџерите може да развијат чувство на вина, завист или пак гнев и депресија. Често се јавува во ова наше денешно време овие 4 чувства низ кои што поминуваат тинејџерите.
за да го разбереме нашиот тинеџер, треба да знаеме дека во неговиот свет, во тој период, многу е важно друштвото во кое што тој се наоѓа. Не само што е важно друштвото, туку важно е кое место тој го зазема во тоа друштво. Тинеџерското друштво е многу интересно. Таму има главни и има подредени. Има некој кој што е водач, кој што најмногу знае, кој што не знам кој, ама другите кои што го следат. Сигурно се сеќавате и у ваше време кога, обично тоа така се случува. Битно е ние да знаеме нашето дете на кое место е, за да можеме да го разбереме и да можеме да му помогнеме. Ако тинеџерот има проблем со врсник, кој што се наоѓа на пониска скала на тоа друштво, најверојатно ќе чувствува вина. Значи, ако имате тинеџер кој што е многу добар, кој што е многу успешен, кој што е оно што се вика супер дете, знаеш, тоа имаме супер деца и другото, второто нека е здраво и живо, нели, обично така викаме. Ова е супер, а другото нека е здраво и живо. Се сеќавате, нели, на тоа нешто и така се случува често. Тоа што е супер детето, почесто има проблеми со другите кои што не се толку супер и се наоѓаат на пониската скала. Зошто? Затоа што му предизвикува чувство на вина. Што се случува? Пример, учествува на надпревари, оде, не знам, по математика, по физика, се надпреварува ваму таму и во друштвото, иако изгледа дека е омилен, не е толку омилен. И тие можат да му некои работи, сега што се замислуваш ти дека си некој нешто, демек и може да го исмејаваат за нивната одличност, за нивната супериорност. И тогаш ова дете, што го викаме супер дете, може да развие чувство на вина, дека нешто греше он, зошто мене другите не ме прифаќаат. Затоа и може понатаму таа вина, доколку ние не ја откриеме, може да премине и во депресија и повлеченост. За родителите важно е да видат позицијата на својот тинеџер за да можат да му помогнат. Другата работа, еве сега не само за тинеџерите, туку и за сите е многу важно како се манипулира со тоа чувство на вина. Значи, колку е тинеџерот поосетлив емоционално, тој е поподложен на манипулација со вина од страна на другите. Доколку па што е помалку осетлив, тој ќе ги манипулира другите. Сега маневрот е многу едноставен. Манипулаторот секогаш пронаоѓа начин кај тој што го манипулира да предизвика чувство на вина ако не го оствари тоа што тој го сака. Сега еве обичен пример, дечко и девојка. И сега дечкото и вика на девојката: ако немаме ние сексуални односи, ти мене значи не ме сакаш. Така? И кај неа треба да предизвика чувство на вина, дека она не го сака. Треба да внимаваме и ние родителите кои што имаме деца кои што се многу емоционални, да не им предизвикуваме чувство на вина. Во смисла, ако не го направиш тоа, ако не ова, ако не тоа, значи, треба многу да се внимава. Затоа што ако детето научи таков образец дома, лесно ќе потпаѓа под манипулација со вина и надвор од дома. Треба родителот на својот осетлив тинеџер да му каже дека тоа е неморално, неетички и погрешно, дека нема потреба тој да чувствува или таа девојка да чувствува вина. И дека кога некогаш кај децата, кај детето е предизвикано чувство на вина, нормално да е гневен, значи се нервира затоа што не е така. Треба да му кажеме дека окей е понекогаш да чувствува и гнев заради нешто што му се нанесува, окей е. Значи, важно е да научиме како да размислуваат за себе и да не дозволат со нив да се манипулира. Најдобар начин како да ги заштитиме децата од чувство на вина е да ги сакаме безусловно и да имаме време со нив, насочено време со нив. Значи, да ги сакаме безусловно.
И сега ово така ќе го поминеме, често во некои семејства имам приметено или некои семејства кога доаѓаат кај мене дека многу ретко употребуваат додека комуницираат едни со други да се гледат во очи. Како да избегнуваат? И таков е начинот на комуникација и тоа многу лошо влијае кај децата. Исто тоа е важно и воопшто за било воспоставување на добра комуникација, важно е да се гледа соговорникот во очи додека разговараме. Понекогаш е доволно само да го погледнеме за да му се наполни неговото емоционално складиште, затоа што нашиот поглед е полн со љубов и разбирање, значи треба да го упатуваме кон нашето дете. Ето тоа го спомнав. Интересно кај тинејџерот што он некогаш се срами, има некое чувство на вина или нешто му се случило и му е срам да ве погледне во очи. Може во момент да ве гледа и после тоа одма го трга погледот. Зошто понекогаш децата или тинејџерите не сакаат да воспоставуваат контакт со очи? Затоа што имат најверојатно 3 причини се кои што ги истражував, затоа што има заостанување во психосексуалниот развој и си ги решава самиот тие своји проблеми кои што настанале во минатото и затоа не остварува многу поглед. Потоа кога желбата независност, значи некои деца толку многу сакаат да бидат, уште од мали да бидат многу независни. Кога таа желба за независност е толку силна и мислите тинејџерот дека треба да се одвои од родителите. И друга ситуација кога тинејџерот нас не сака да не гледа, не воспоставува контакт со очи, е кога сигурно имал некое трауматско или непријатно искуство од страна на врсниците и се чувствува повредено. Значи некаква повреда, нешто се случило. Во вакви ситуации погрешно е да се оде кај детето и да му се вика кажи ми што ти е, што се случува, што ти е. А ние знаеш сме многу загрижени и не можеме да се сопреме, да се спречиме. Туку ајде кажи ми што се случи, како ти поминаш, зошто си вако, знаеш, од што го сакаме, меѓутоа не му правиме баш многу добро. Значи дека кога детето е тинејџер, се среќува со неодолива желба за независност, сексуално изразување и прифаќање од страна на врсниците. И тој мора да развие некој одбранбен механизам за да не доживее неуспех. И некои примитивни механизми користи, се повлекува, не комуницира, мрзоволност, често е мрзоволен и така натаму, за да се заштити од тоа кој што не може да го реши, а се соочува со многу такви ситуации. Единствен разумен начин да се реши ова ситуација е да се почека овие механизми малце да ослабнат и после тоа да им се прииди. Значи, ние треба само да му кажеме јас сум тука за тебе кога да ти треба и тука да се задржиме. И тука мислам дека правиме многу голема грешка, затоа што не застануваме на тоа, туку инсистираме да ни кажат што е и како е, не може да ни каже. И уште повеќе му правиме повреда на веќе повредата која што ја има. И физичкиот допир исто така е многу важен, кога, например, детето е нешто, не знам, замислено и така натаму, ние може само да поминеме и така малку да го чепнеме, чисто да осети дека сме тука за него. Или, нели, пошто они се многу затворени за така физички допир, гледање во очи, па да ги гушнеме, тоа е веќе нешто, не знам. И затоа може да искористиме прилика кога некаде заминуваат на подолго или како, па да ги, нели, физички допир, прегратка и така натаму. И тоа исто така на нив несвесно им делува, му се полни таа сигурност која што ја добиваат од нас родителите. Тука завршуваме. Многу работи спомнавме, има уште многу да се кажува, меѓутоа нешто за крај. Некој рекол, затоа што е навистина тешко да се поминува во овој тинејџерски период, посебно во ова време, добро е што адолесценцијата е временски ограничена болест, значи трае само одредено време и ќе помине.
Ние родителите мораме да го издржаме тој период на тешки интензивни промени и колку е подобра родителската самоконтрола, тоа да го разбереме, колку сме посмирени, колку повеќе сме емоционално стабилни, толку тоа че нема да биде толку травматично. Нити за детето, ниту за нас. И затоа, ако бидеме посмирени, нашите деца од овие тинеџерски години ќе излезат позрели и нашиот однос кон нив ќе биде подобар кога ќе влезат во зрело доба. За крај, значи, кога сме им на располагање на нашите тинеџери и им пружаме љубов, кога и да ме потребна, го покажуваме начинот на кој што Бог се однесува кон нас. Дали не е така? Он е секогаш тука за нас. А ние правиме ли излети? Да. И затоа не смееме да ги осудуваме и нашите деца. Тој секогаш е тука да не храни, да ни помогне, доколку сме ние вистински членови на неговото семејство, дури и кога го отфрламе. Значи, ни дава се, ни дава сонце, ни дава храна, се грижи толку многу за нас, дури и кога ние некогаш и свесно го отфрламе. И завршувам со стихот од 2 Тимотија 2:13, ако сме и неверни, тој останува верен, затоа што не може да се откаже од самиот себе. И тоа е тоа. Иако ние некогаш сме неверни и недобри сме и одеме настрана и правиме грешки, тој едноставно не може да се откаже од самиот себе. Тој е таков, не сака. Таквата слика да не влезе, да не се врежа во нашиот ум, како родители, ние да ја имаме за нашите деца. Бог нека ни помогне во тоа и да ни овозможи и да не се разочаруваме. Иако некогаш ќе паднеме и како родители и ќе сгрешиме и така натаму, да не забораваме дека тој има план за секој од нас и за нашите деца. Нашите деца не се само наши, туку се прво негови. За тоа да не го изгубиме од вид и да имаме голема врска со него секој дневно. Амин.